Местното население е многу загрижено за отварање на рудникот. Немаме информации, имаме претходно информација овдека рудникот беше во функција неколку години, па се затвори. Сега немаме информација која е загаденоста, еколошките проблеми, вода, воздух. Преку средства за информирање имаме информација дека тој рудник е многу загаден. И за тоа големо незадоволство ќе има овдека. Ние ќе се максимално организираме, против сме рудникот местното население. Па ние тука живееме екзистенција, вода, све живот ќе биде загаден. Покрај водата и воздухот, почвата ќе биде. Ние и од овдека имаме екзистенција. Земјоделие си работиме, тој ќе биде се упропастено. Властите велат дека ако се отвори ќе се работи по сите еколошки норми. Властите во реду, може да е интерес, сега ќе не сме ние економски развој државата да нема, меѓутоа треба тоа да биде максимално еколошки со сите анализи направени. Доколку имате некои, да речеме, податоци, разговори и доколку ви уверат дека ќе работат според еколошките норми, дали би се согласиле да работат? Господине, не сме ние против екзистенција, развој на општина, меѓутоа големи последици градот Паланка трпи од Тораница, па ова максимално ќе биде загадувањето. Ние сме многу незадоволни од како местно население и градот од функционирањето на Тораница, многу е загадена реката. И треба да се добри анализи направат, па тогаш ние ќе си кажеме свој став. Види, потребата за отварање на рудниците е економска оправданост. Меѓутоа, имаме проблем со системот. Системот на државата кој не функционира 20 години. Значи, ако се случи истото, што се случи со кравите, на ниво на општина прават штети 20 години, благодарение на нефункционирање на системот од највисоко ниво до најниско ниво, до агенции за храна. И ние имаме непостапување по правосилно решение од страна на државна агенција која е собственик, што ќе разговараме, што ќе направи државата за заштита на животната средина. Значи, ние не веруваме во тоа. Значи, прашањето е комплицирано и за сметка на граѓаните треба да се подигне на повисоко ниво. Господине, ваше мислење, дали треба да се реотворат рудниците кај Крстовдел и тука Самар, како што рекол? Да, ја по моје мислење треба да се отворат. Да се вработе млади луѓе. Па да, сите се селат сви заминуе, селото е пусто. Нема млади луѓе, само пензионери има и тоа е многу малку. Пензионери. Со рудниците ќе се вратат. Ја така мислам па сега. Дали може би вие стравувате за животна средина, за екологија, дека ќе се загади нешто ако се отворат? Па има таму инспектори, сигурно знаат што е дозволено, што нема да биде дозволено. Мислим, ја така мислам. Сметам дека нели, со оглед на тоа дека Крива Паланка е рударски град, град кој што практично низ годините наназад бил како една од главните, клучните гранки токму рударството, кој што ја има крепено економијата, локалната економија во градот, но од друга страна практично и градот се развивал со рударството. Секоја една инвестиција која што е токму во оваа област треба да биде пред се вземена во предвид со должна почит, но со од друга страна и со внимание по однос на сите можни аспекти, како од една страна економските придобивки, но од друга страна и влијанието врз животната средина, влијанието по однос на здравието на граѓаните и сите оние прашања кои што во јавноста ги имаме во изминатиот период, нели се и делумно загрижувачки. Ние како општина со оглед на конфигурацијата, со оглед на постоечките детални планови и урбанистичкото планирање, немаме некоја особена можност за развој на градот, ако се земе во предвид токму тоа.
како економски развој на градот. И токму во една ваква најава за една ваква стратешка инвестиција, а станува збор за редок минерал кој што е како критичен минерал, како што кажав, треба да се разгледа секоја една ваква иницијатива со должна одговорност и никако низ одговорност политикански или на било каков друг начин. Но тоа се економските придобивки, секако. Верувам дека ќе значи сериозна економска активност во градот, сериозна придобивка кон општината, но од друга страна не треба, сметам, да се дозволи и рудник по секоја цена. Зошто мислам така? Затоа што ќе инсистираме и јас и општината на запазување на највисоки стандарди на производство, затворен систем на производство и сметам дека кога е во прашање здравјето на граѓаните, односно безбедноста на граѓаните, тука апсолутно нема никаков компромис и лично јас и лично општината ќе инсистираме на сите овие предуслови како клучни во процесот на да речеме и експлоатација токму на овој редок тип минерал. По однос на и прашањата кои што се отворија во јавноста во изминатиот период по однос на евентуално одржување на референдум, сметам дека тоа е загарантирана демократска алатка која што никој нема право да ја спречи и доколку дојде иницијатива од било која страна за организирање на референдум, општина Крива Паланка, односно Советот на општината, ќе донесе одлука и ќе пристапиме кон организација на референдум и референдумското изјаснување на граѓаните, но сметам дека пред да се случи сето тоа, и ние како општина, и граѓаните, и јавноста треба да бидат запознаени целосно по однос на самиот процес, по однос на самата технологија, по сето она што ќе значи отварањето на овој рудник, да имаме подготвено соодветни стручни студии, анализи на што ќе се заснова и практично мислењето на граѓаните по однос на референдумското изјаснување. Претходно сметам дека треба да биде вклучена целокупната експертска јавност, за да во тој процес го слушнеме и нивното мислење, за да сепак на крајот донесеме конечна, односно граѓаните на Крива Паланка во еден таков случај при референдумско изјаснување ја донесат најисправната одлука која што е по однос на значењето на овој рудник, но и по однос на известноста на Крива Паланка во кој и во каков правец ќе се развива во следниот период. Сметам дека референдумското изјаснување не треба да биде формално, туку пред се треба да ги исполни сите овие суштински вредности кои што ги набера во Да, уште еден кус прашање со можеби кус одговор. Оваа фирма имала концесија 10 години, меѓутоа сега станува актуелно прашањето. Значи има концесија зашто? Само за истражување, така? Да, токму така. Значи фирмата од 2015 година ја добива концесијата од владата, тогашната влада, за истражување. Процесот на истражување трае повеќе од 10 години, за да пред известен период, колку што имавме можност да го видиме од најавите од страна на владата, дека влегуваат во еден посериозна активност во следниот период. Но по однос на сите оние информации, што ќе значи, како ќе значи, ние како општина до сега немаме други информации.